основ на ова, дали некој бара збор? Може би ова и не е малку од темата, но ургентноста на ситуацијата налага ова сега да биде кажано. Јас како советник од редовите на ВМРО ДПМН и представник на најбројната легитимно избрана советничка група во Советот на општина Делчево, врз основа на надлежностите утврдени со Законот за локална самоуправа, Законот за животна средина и Законот за управување со отпад, во името на советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, бараме службено произнесување, односно се задолжува општинската администрација усно или писмено во најкраток можен период да се произнесе по информациите кои кружат во врска со јавноста со евентуално отворање на погон за рециклирање, односно третман на медицински отпад на територијата на општина Делчево. И тоа, дали е поднесена иницијатива, барање или елаборат, датум на поднесување, кога е поднесена, кој е подносителот, до кој орган е поднесено барањето, односно кој го примил листото, дали е започната било каква постапка и дали е предвидена јавна расправа согласно закон. Советот знаеме дека е надлежен да донесува одлуки од значење за заштита на животната средина, урбанистичкото планирање и развојот на општината. Од тука бараме секоја постапка која што е поврзана со отварање погони од тешка или потенцијално ризична загадувачка индустрија, особено веќе спомнатата за управување со медицински отпад, да биде ставена како точка на дневен ред на седница на Советот, при што одлуката ќе се донесе транспарентно и во законска постапка, односно ќе биде донесена одлука за забрана на отворање на било каков погон со загадувачки ефект на територијата на општина Делчево. Мислам дека е многу важно во услови кога во јавноста кружат шпекулации за наводна корумпираност и нарушување на интегритетот на Советот од страна на советникот на левица Тони Стаменковски, се со цел за собирање на политички поени, на јавно плукање и деградирање со немање на конкретни докази, со создавање страх и паника кај граѓаните и дефокусирање од вистинските проблеми, сметаме дека, почитуван колега, единствениот начин за заштита на институционалниот углед е овде во Советот, со целосна транспарентност, законито постапување и јавно донесување на одлука. А нашата советничка група секогаш останува цврсто посветена на заштитата на здравето на граѓаните, зачувувањето на животната средина и почитувањето на законските процедури. Така, пред да продолжиме со таа тема што ни е како точка на Советот, мора да итно да проговориме за уште еден друг проблем кој што мислам дека не треба веќе да се слушува и многу говори за етичките и моралните вредности на одредени советници. Значи, јас ќе зборам со име и презиме, нема да зборам со шпекулации, наводни советници дека се корумпирани, дека патуваат во Лондон, во Монако. Значи, почитувам колега, тоа ти реков, овде се решаваат проблемите во Советот. Јас се извинувам што финиката формата и мрежата не јас најдам за место каде што се решаваат проблемите. Јас не сметам дека Марк Цукерберг, градоначалник на општина Делчево, па треба таму да ги решаваат проблемите и да изнесувам шпекулации. Како прво, немој да мислите дека некој од нас не одговори, не влезе во дискусии на тие шпекулации, дека тоа е поради срам, поради страх, поради немање што да се каже, едноставно е резултат на потреба да се одржи високо ниво на Советот. Значи, Советот овде ги решава проблемите, не ги решава на социјалните мрежи. Ако имате вие докази за одредени советници, има такви институции, постојат јавни обвинители, кажете со име и презиме. Јас се сеќавам дека и вие пред некое време бевте прозван, па вашите одговори беа јавни извинувања, па кривични пријави и така натаму. Значи, старите рекле, не им го прави на другите тоа што не сакаш тебе да ти го прави. Така, постои еден закон, се вика Закон за спречување на заштита и дискриминација, во него пишува дека советникот не смее да користи говор на омас. А самите тие шпекулации кои што ти ги изнесе во јавноста, на самите советници предизвикуваат да бидат подложени на оговарања, на клеветења, на презир, на неосновени муабети. Така да јас мислам дека ние мораме подитно овде да донесеме етички кодекс на однесување на советниците. Да се знае како советник треба да се однесува овде и како истиот да се однесува во јавност. Ако вие веќе почнеме овде да шпекулираме, тогаш јас ќе си побарам од општинската администрација сите мејлови кои што се пратат од општинската администрација, а говорат за карактерни, криминогени, било какви активности на советниците да бидат јавно објавени. Сите ќе се браниме кој направил и како направил. Значи,
Знае се што е советник. Треба да поседува интегритет, транспарентност, отчетност, треба да има почитување кон политиките, почитување кон граѓаните. Треба да се избегне за политичка злоупотреба, да се има почит, да се има недискриминација, да се избегнува судирни интерес. Така да во иднина овде да ги решаваме проблемите, не на социјалните мрежи. Бидејќи сите овде сме собрани со иста цел, со иста намера, можеби нашите политички партии се различни, можеби нашите начини и методи се различни, но целта е истата. Сите овде сме за Делчево и поради Делчево. А на наредната седница барам да се разгледа како да се донесе етички кодекс на однесување на советници.